Само што им започна сезоната, веднаш дојде до првата непријатна средба на граѓаните со нив. Жители од Карпор сликале змија како се сонча на нивната тераса, па веќе почна да се шири стравот помеѓу граѓаните. Тие предупредуваат дека голем проблем е бујната вегетација и несреденоста на тревата, која е воочлива изминатиот период во Скопје. Треба пазиме очигледно. Ако не работат они, ние треба пазиме, така. Има змии, има крлежи, миленичињата ни шетаат тука. И тоа е опасно да не седне човек негде на клупа. Со трева особено обраснато е во парковите помеѓу и околу зградите, каде најчесто си играат и децата, но и голем број тревници покрај скопските сообраќајници. Ја не стравувам, за децата е лошо, да зборуваме равно. Па сега Господ на помош да ни. Тоа за децата е посебно опасно. Јас не се движам из парковите, седнувам на клупа, нема да дојде некоја змија до мене, ама за децата навистина е опасно. Тие се шетаат низ тревата, тие низ тревата играат, тука им е игралиштето нивно. Експертите велат, оние најотровните змии кои ги има во земјава ги нема во централните градски подрачја, освен ако некој со возило не ја донесе од природа во градот, што е чест случај. Најчестите појави се велат на водните змии, но сепак препораката е по високите тревни површини да се заобиколуваат. Граѓаните, особено во овој периоди, да избегнуваат места кои што се со високи треви. Змиите секогаш ги следат своите извори на храна, и ги за да дојдат до изворите на храна, при нивното движење ги користат сите природни засолништа кои може да ги искористат. Во случајот високите треви се засолништа за нив. Стериовски особено апелира граѓаните да не ги заловуваат сами змиите, туку да повикаат професионалци, бидејќи може да дојде до последици. Апелира и државата конечно да оформи сектор кој би заловувал змии, но и би ги едуцирал граѓаните за да нема паника секоја пролет. Од град Скопје за Канал 5 велат дека во однос на заловот на змии немаат никаква надлежност, односно оттаму се грижат за дезинсекцијата. Што се однесува до змиите и стаорците, надлежност е на општините, кои за тоа предвидуваат и средства во сите годишни буџети, велат од градот. Што се однесува до препораките по каснување од змија, експертите велат да не се пие вода и да се остане во место, бидејќи при движење работата на срцето забрзува, а со тоа и протокот на крвта, па побрзо се шири отровот. Она што е ново е дека не треба да се подврзува над каснатото место, бидејќи во паника може да се стегне премногу, што би го запрело крвотокот, па и тоа е опасно по животот.